Почитувани, поминува 8-миот ден како владата молчи за скандалозниот закон со кој македонскиот јазик се третира како втори јазик и како странски јазик во Република Македонија. Со ваквиот понижувачки однос кон македонскиот јазик, СДСМ повторно се обидува на брзина да ги заобиколи процедурите, да го прекрши уставот и да го игнорира крикот на стручната јавност, ставајќи ја политиката над науката и македонските национални интереси. Денес ќе кажеме на уште една недоследност, односно намерно непрецизирање на проблематиката која што се однесува на топонимите со овој закон. Имено, топонимите во Република Македонија се прогласени за културно наследство и за нив е предвидена заштита од прв степен. Законското решение на ЗАЕФ, Спасовски и СДСМ не предвидува усогласување на овој дел од законот за употреба на македонскиот јазик со законот за културно наследство. Тоа значи дека намерно се остава простор за заобиколување на заштитениот статус на топонимите како културно наследство и се остава простор тие да не се користат во својата изворна форма, односно да се заменуваат со неизворни топоними. Ова е уште еден доказ дека за СДСМ, ЗАЕФ и Спасовски македонскиот јазик може да биде втор или странски јазик во Република Македонија, се додека мислат дека со тоа имаат дневно-политичка и теснопартиска корист. СДСМ, ЗАЕФ и Спасовски мора итно да престанат со прекршување на уставот и законите и со понижувачкиот однос кон македонскиот јазик и македонските национални интереси. Владата мора да ги слушне и прифати реакциите на 90% од стручната јавност за ова штетно и понижувачко законско решение. И овој закон мора да се донесе во редовна процедура, низ 3 читања, а не на препознатливиот за ЗАЕФ и СДСМ шверцерски начин. ВМРО ДПМН ќе се спротивстави со сите законски и демократски средства на ваквиот штетен и омаловажувачки однос кон македонскиот јазик од страна на СДСМ и ќе работи на негово итно и темелно подобрување. Обновата доаѓа, промените доаѓаат, а со нив и одговорноста за сите кои го прекршиле законот и нанеле штета на македонските национални интереси. Благодарам.